почитувани членови на Унијата на жени, почитувани пратенички, членови на општинските и местните комитети, почитувани медиуми. Жената со глас по дефиниција е силна жена. А јас овде гледам силни жени кои го креваат својот глас за работите кои се важни и за кои мора да се зборува во ова општество, во оваа држава. Жените рушат стереотипи и тие мора да се составен дел од процесите, од управувачките структури на компаниите до високите структури во политиката, од културниот и општествениот живот до тоа да се силна потпора на секое семејство. Нашата земја, низ нејзината историја, е изградена од силни жени, кои активно учествувале во сите подеми и падови, и тие ќе продолжат да уриваат бариери и поразуваат предрасуди. Предизвикот е голем, бидејќи ова е сложениот Балкан, каде зидовите на поделби и препреки се преголеми, но сепак не и неуништливи. Затоа, мотивот треба да биде и поголем. Затоа што мора конечно да дебатираме за работите кои ќе не носат напред. Да донесеме прогрес кој толку насушно и треба на нашата држава и да создадеме подобра еднина за сите нас. Нашите луѓе, нашиот народ осиромашува, станува гладен, понижен, но во исто време премногу сит од политичари кои се занимаваат демагогија без при тоа да направат конкретни дела и да испорачаат конкретни резултати. Тој прогрес не е можен без жената, која секогаш и секаде била носител на тој прогрес. Почитувани сестри, мајки, сопруги, знам и убеден сум дека вие, гордите македонки, ќе го мотивирате тој прогрес и стабилност во нашата татковина и ќе ја донесеме заедно новата надеж за нашата мила мајка Македонија. Затоа што тоа го можеле и го направиле многу други претходно, низ историјата на нашата земја, која родила блескави мајки, блескави хероини, бестрашни борци и лидери во многу потешки услови и посилни предизвици од ова денеска што се вика Социјалдемократски сојуз на Македонија и Зоран Заев. Дали знаеле и биле сигурни, например, Румена или Сирма војвода, дека ќе успеат да победат и ќе ја остварат својата проектирана цел, а тоа била слобода за Македонија? Сигурно дека не знаеле, но се бореле и со својата борба и само жртва станаа дел од историјата на нашата татковина и нашиот напатен македонски народ. Некои со пушка, но некои со силна верба и пркос како Лидија Македонката, Злата Мегленска, како и најпознатата скопјанка Гонза Бојџију, мајка Тереза. Нема поголем настан из нашата историја, а да не биле жените дел од тоа. Вклучително и во носењето на слободата, на овие простори остварување на илинденскиот идеал, преку формирањето на автономска Македонија. Тоа го потврдува директното учество од преку 6000 жени во Народно-ослободителната војна. 300 од нив го положиле животот за нашата татковина. Но останаа да се паметат Вера Јосич, Магдалена Антова, Естреја Овадија, Елпида Караманди, Ибе Паликуќа и сите останати. Секоја им чест, ви се поклонувам. И не е само пркоста. Македонската жена е и бестрашна мајка, пожртвувана за своите чеда, вистински столб на семејството, страдалник за животот на своите најмили, точно онака како што Прличев ја опишува Неда во Сердарот, низ која ги пренесува искрените чувства и вистинската слика која е синоним на вас, македонската мајка. Сето ова кажува
дека улогата на жената има длабоки корени низ растежот на оваа земја. Почитувани сестри, преку моите контакти со граѓаните се запознав со Весна од Битолско, мајка на 3 деца, сопруг стечаец, уште од криминалната транзиција, кој чека да исполни старосната граница за да оди во пензија, бидејќи поинаку работа за него нема. Вели, се прехранувам со моите 200 евра скромна плата, а работам од мојата 18 година. Нено работам и по 12 часа. Ако не е земјоделието и работата на земја кај соседите, кога ќе не ангажираат, не можеме да се прехраниме како семејство. А децата треба да се прехранат и соодветно да се школуваат, бидејќи децата се темелот и иднината на оваа држава. Лошо ќе биде, уште ако ја зголемат, вели, старосната граница за пензионирање. Зашто веќе слушам имало најави. Тоа ќе значи уште 2 или 3 години продолжена агонија за мојот сопруг и за нас како семејство. Почитувани, ова е реална и мачна слика од нашето секојдневие, која мора да се промени. Судбина која ја споделуваат многу жени, не само од Битола, туку од Тетово до Струмица, од Куманово до Гевгелија. Во мене ова пробуди чувство на жал за мачната судбина, но и почит, голема почит за она жена борец и за нејзиното честно и честито семејство. Им благодарам. Владата мора да покаже активизам. Македонската жена да добие шанса, услови да се развива, да има можности кои ќе ја направат активен член на општеството и двигател на развојот на нашата татковина. Да отвори борба против семејното насилство, каде најчесто се жртви жените. Да влезе во безкомпромисна борба против злоставувањето на жените. Одговорноста мора да има име и презиме. Мора да има име и презиме во оваа држава одговорност. Ние, за жал, станавме држава со секојдневие каде на вестите се испорачуваат информации за злоставувани штитенички од домот за деца со социјални воспитни проблеми и за тоа имаме отсуство на целосни информации, а чувство дека станува збор за посериозен проблем се наметнува со обидот да се скрие скандалот само за да нема политичка одговорност. Им порачувам, одговорност мора да има. Кој се огрешил, мора за тоа да плати цена. Потоа следните денови ќе дознаеме од медиумите како е тепана полицајката Јасмина. Но веќе утредента, кога ќе се сретне со министерот за внатрешни работи, дава изјава дека станува збор за самоповреда од пајак возилото. Па добро, до кога ќе ја дезавуирате положбата на македонската жена? Не само што станува предмет на шега на социјалните медиуми, туку е и повреда на интелигенцијата на сите граѓани во оваа земја. Почитувани присутни, сестри и браќа, клучот за одење напред и најдоброто оружје за рушење на стереотипи е образованието. Образование е базирано на вистинско знаење и проверени искуства. Во Македонија мора да се работи на искоренување на неписменоста и никогаш не е премногу од литература и професионална надградба. ВМРО ДПМН се поклонува на улогата на жената и го почитува незиниот ангажман. Во креирањето на политиките, активно учество има секој еден член од Унијата на жени на ВМРО ДПМН, која е најорганизираната политичка женска сила во оваа држава. Сте ја имале и ќе ја имате мојата поддршка сега и за секогаш во иднина. Дозволете ми, кога влегуваме во деновите од неделата, кога ќе се одбележи Меѓународниот ден на жената, 8 март, најпрвин да ви го честитам овој празник, да ви посакам многу успеси,
заедничка борба за економска, политичка и социјална рамноправност на жените, да ви посакам многу здравје, среќа и успех во вашите семејства. Ви се поклонувам на сите и среќен ви празник. Клара Цеткин и Роза Луксембург ги направија почетоците, но патот мора да се изоди. За конечна победа на секаде и во секоја земја. Тој процес кој не смее да запре, а Македонија е составен дел од тој процес. Драги пријатели, ќе се осврнам и на некои политички теми. ВМРО-ДПМН се соочува со политички терор. Терор кој резултираше со притвори, меѓу кои има и жени, мајки, сопруги, Жаклина и Елена. Ги заробија пратениците, ги заробија во зандани, без да им го симнат при тоа имунитетот. Политички процес пар екселанс. За ова прекршување на законот мора да има одговорност. Целокупната политичка мисија на оваа влада се темели на играта со ниски страсти, која има за задача да ги оцрни за ним неподобните и истите да ги дискредитира. Па така, доколку некој не им чини, ја активираат својата свита од дворот со сите нишани да пукаат во метата дека секој кој ќе крене глава е наподобен. За мене, често знаат да кажат дека сум продолжена рака, па така мислат дека ќе ја потценат интелигенцијата на македонскиот народ, ќе го потценат својот политички противник или ќе го направат помал во очите на јавноста. Во оваа прилика, почитувани браќа и сестри, сакам да им порачам, не само што криво нишаните, туку и погрешно пукате, Зоране. Јас, Христијан Мицкоски, сум единствено на страната на народот во оваа држава. И со таа помисла влегов во политиката, и со таа помисла ќе го завршам оваа сцена од мојот живот. Ве разбирам, стравот е голем, бидејќи народот многу добро ја соголува вашата прозирна политика и хируршки прецизно ја гледа, вашата неподнослива неспособност, општествена и политичка, вредностна и човечка, како сакате. Веројатно им пречи секој македонски став, само затоа што е огледало на нивната немоќ и она што тие не се и не можат никогаш да бидат. Почитувани сестри и браќа, многу често некои знаат да кажат и дека ВМРО е млако во своите политики, и тука сакам отворено да споделам неколку реченици во име на тоа. Треба да се прави јасна разлика меѓу млако и внимателно, помеѓу емотивно и математички прецизно. ВМРО-ДПМН е огромен брод кој плови низ немирно море и кому му е потребна стабилност повеќе од кога и да е порано. Таа стабилност полека, но сигурно доаѓа, а за незино постигнување е важен секој еден член. Пловењето низ тоа море не е возможно без меѓународни врски и пријателства. И затоа во изминатиот период го посветив на создавање на нови или реобнување на постојните контакти. Така функционира, почитувани, современиот и модерен свет. Но ве уверувам, доаѓа времето кога стабилно ќе запловиме кон проектираната цел. А тоа е новата влада да биде предводена и формирана од ВМРО-ДПМН.
Бев во партијата и во добро, и во лошо. Како многу мина, впрочем, од вас. Бев сведок на многу падови, но и блескави победи. Го знам пламенот кој гори во срцата на секоја клетка од молекулата наречена ВМРО ДПМН. Ке споделам со вас една работа. Пре некој ден добив порака од еден наш брат, голем патриот. Вели, не издржа срцето, морав да направам вака. Му одговорив, само да знаеш што сака моето срце да каже. Но разумот му вели, полека, христијане, Македонија е во прашање, има време. Ке крикне твоето срце во секој град, во секое село, на секоја улица и во секој дом. Гледам дека членови на владата се надпреваруваат преку гол популизам да се прикажат за заштитници на другите земјици кои живеат во нашата земја. Па така се чини на политичката сцена гледаме една трагикомична фарса од повеќе продолженија, каде на маса се фрлаат закони за јазици, лични одлуки за неучество на регионални конференции, барања на личните етнички потекла во историјата и така натаму. Но почитувани додека филмот трае, во реалноста граѓаните трпат и не добиваат ништо. Животот во Теарце, Вејце, Желина, Орачиново останува ист, непроменет. Обичниот албанец споделува исти маки и предизвици како и македонецот од било кој крај на државата. Потребна е вистинска борба, не преку политиканство, туку преку реални мерки за подобар живот на македонците, албанците, турците, ромите, власите, бошњаците и сите останати етнички земјици кои што ја делат со нас судбината наречена Македонија. Паролата која ја употребува нема правда, нема мир, колку само трогателно тоа звучеше едно време, полека станува оксиморон на владењето на оваа влада. Каде ниту мир има, а за правда веќе никој не ни зборува. Времето минува, но животот кој го ветуваа никако да дојде. Барем не за граѓаните во Република Македонија. И во отсуство на вистински проекти, за големо достигнување ќе ни се представува отворената автобуска станица и преместената ПСК за едва и 30 на метри, додека ГТЦ умира. За големи инвестиции ќе ни се представуваат препишаните од претходната влада. Затоа што нови нема. Ниту се работи на тоа. Автопатите кои ги сопреа, очекувам повторно со црвени ленти да бидат отпочнати со градба, а како тргнало може и црвениот килим од корењето на Лозјата да биде таму. Неспособноста е мерлива, неспособноста е мерлива и видлива. А таа може да се види во секој сегмент. Во земјоделието, каде ветуваа 160 милиони евра, а во буџетот за 2018 година предвидува 24 милиони евра помалку. Ветуваа економски раст од 5%, а имаме бруто домашен производ, кој ако биде околу нулата треба да сме срекни. Градежништвото е опаднато за рекордни 11%. Индустриското производство е намалено за 4%. Намалени девизни резерви за 11% и продолжување на задолжувањето, кое ќе продолжи во наредната недела со најавени побарување од домашното стопанство за околу 56,5 нови милиони евра. Ветува и не остварија поврат на ДДВ. Просечна плата од 500 евра и плата од 100.000 денари за докторите. Лажат и немаат милост кога лажат.
Животот, почитувани, дојде, ама дојде за неколкумина од нив, но не и за граѓаните во Република Македонија. И се така до недоглед. Оваа криминално тендерска влада мора да работиме сите сложно да замине час поскоро. Сите сте вие важни, секој еден граѓанин е важен, секој еден граѓанин е добро дојден да застане до нас во битката против оваа криминално, тендерска и неспособна влада. Мора да се победи ова зло. Ова зло прави Македонија да тоне. Се работи за принципи, за вредности, за критериуми, кои мора да ги постигнеме. Победа над актуелната влада ќе биде победа над еден забревтан систем со своји поединечни рецитиви, кои влечат корени од црните времиња на транзицијата, а кои се сега дел од власта која одлучува, замислете, за нашата иднина. Нема тоа да ви го дозволиме. Ке победиме! Почитувани сестри и браќа, пред Конгресот велев, не сум сигурен, може би ќе успеам, но може би не. Но ветив дека ќе дадам се од себе да успеам. Но сега, кога ве гледам во оволка број, сум сигурен дека ќе успееме сите заедно. Ова и го должам на мојата генерација. Генерацијата од транзицијата. Генерацијата која имаше сон за богата, напредна, евроатлантски интегрирана Македонија, земја на среќни и граѓани насмеани лица. Тоа и го должам на мојата генерација која го имаше тој сон. Мора да победиме и тоа им го должиме на сите граѓани во Република Македонија. На секоја мајка и татко која им мислат сигурна и безбедна иднина на своите чеда. Мора да победиме за секој млад човек кој сака општество на можности и шанси. Победа за зрелите луѓе, за нивната достоинствена старост. Победа за професионалците, кои ја сакаат својата професија и бараат мирен живот. Победа за Сашо, победа за Крсто, победа за Димац, победа за Јохан, за Љубен, победа за Богдан, Владо, победа за Игор, победа за Митко, победа за Жаклина, победа за моите колеги и професори од универзитетите и училиштата, победа за сите граѓани во Република Македонија, победа за моите студенти, победа за моите најмили Јован и Антони, победа за заедничка европска иднина на сите наши, за нашата мила мајка Македонија. Да сте живи и здрави, да е жива и здрава унијата на жени на ВМРО ДПМН, да ни е живо и здраво ВМРО. Ви благодарам на сите.